На тема култура ќе биде и новото линковско вклучување од Скопје. Ги имаме 4 утрово, ова е второ поред. Колегата Мартин Николовски е на терен. Турскиот театар во Скопје представи новата поставка на светски познатата драма Амадеус. Мартин, најавивме утрово ќе разговараш со младиот актер Јеткин Сезаир од Турскиот театар во Скопје, кој во представата го оживува ликот на Волфганг Амадеус Моцарт. Ќе слушнеме од прва рака како е да се влезе во светот на еден гений и секако останатите детали во продолжение. Повели. Да, Ване, токму така утрово разговараме со младиот актер Јеткин Сезаир од Турскиот театар од Скопје. Кажа дека го глуми ликот на Волфганг Амадеус Моцарт во представата Амадеус, а за тоа каков е предизвикот да се глуми овој музички великан, со какви предизвици се соочува еден актер и што ќе може да види публиката од оваа представа, утрово разговараме токму со него. Јеткин, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Јеткин, вие го глумите ликот на Моцарт во представата Амадеус. Колку беше тешко да се одглуми овој музички великан? Како ја примивте оваа улога? Искрено, мислам дека се уште се соочувам со предизвикот да го глумам Моцарт на секоја наредна изведба. Меѓутоа е голема чест и задоволство да се глуми овој гений и многу сум благодарен и среќен за приликата која што ми ја даде Турскиот театар да носам еден ваков товар, условно кажано. Да. Кажете ми, колку време ви требаше за да ја подготвите улогата на Моцарт во вашата представа? Со подготовките почнавме, мислам дека во април месец, затоа што требаше да се спремиме за Охридско лето. Нашата премиера беше токму во Охрид, на Охридското лето, и работевме 2,5-3 месеци сигурно. Истражувањето траеше прилично долго, затоа што требаше обилно да се опфати целиот материјал. И беше голем предизвик, искрено. Меѓутоа, многу сум горд на целата екипа и на работата што ја завршивме на крај. Амадеус е драма што ја гледале генерации низ светот. Што ја прави оваа драма актуелна и денеска? Па да, Амадеус, иако навидум изгледа како една битка помеѓу двајца композитори во 18 век во Виена, помеѓу Антонио Салиери и Волфганг Амадеус Моцарт, сепак станува збор за нешто многу подлабоко. Темите кои што се бави текстот е презир, човечката завист, љубомората, фрустрациите, за кои што сите знаеме дека и во денешно време се уште се многу актуелни во сите области на општеството. Така, вие сте млад актер кој веќе има запазени улоги во Турскиот театар во Скопје, стиграле важни улоги во различни представи, но исто така интересно е тоа што дел од вашето образование го завршивте во Анкара во Турција. Па кога би направиле споредба помеѓу Турција и Македонија, каков е театарот таму, а како е кај нас во државата? Да. Искуството беше супер за моите магистарски студии во Анкара. Таму, за разлика од тука, јас дипломирав како актер, меѓутоа таму студиите ми беа за театарска режија, кој што иако личи како да е истата професија, меѓутоа тоа се две различни гранки во уметноста. И можам да кажам дека нема голема разлика кога се работи за уметноста, затоа што било каде да сте по светот, доколку се работи со љубов и се вложи многу труд, без разлика кои се условите, да, се разбира дека условите играат улога, меѓутоа на крајот од денот, ако се има искрено чувство и макотрпна работа, резултатот секогаш е позитивен. Така да
Па мислам дека не се разликуваме многу од Турција, иако се многу помокна и поголема држава. Можам да кажам дека слободно можеме да се гордееме и ние тука со нашите услови дека вадиме добар квалитет. Јеткин, кога би се навратиле наназад на улогите што досега сте ги играле, која е вашата омилена улога што сте ја одиграле? Па мислам дека би ја одвоил улогата на Моцарт. Да, затоа што е многу комплексна целата работа и самиот карактер на Волфганг Амадеус Моцарт, кој што беше тешка задача. Меѓутоа, морам да кажам дека и сите улоги кои што сум ги играл до сега ми се драги, затоа што секое ново искуство и нов проект отвара нови врати за нови истражување и мислам дека покрај сите Моцарт ми е најомилен. Така. А која улога би сакале пак да ја играте во иднина во некоја идна представа? Тоа Па од светската драматургија мислам дека има многу ликови кои што би сакал да ги одиграм. Можеби ќе звучи многу класично, меѓутоа мислам дека улогата Хамлет би била навистина добродојдена доколку имам таква прилика. Во секој случај, мојата цел е со секоја наредна улога и секој нов проект да се вложам максимално, да го дадам мојот максимум и да уживам во трансформацијата која што треба да се деси. Јеткин, што би сакале да понесе публиката откако ќе ја изгледа представата Амадеус и кога е истата на репертоарот на турскиот театар овој месец? Она што публиката би требало да го понесе со себе после гледањето на представата Амадеус е дека гениалноста е Божји дар и треба луѓето често пати да се прифатат својата судбина и дека исто така човечката завист може да ја уништи душата на човекот и да го натера да прави работи за кои што ни самиот не е свесен. Мислам дека тоа се генералните точки. Во врска со репертоарот на турскиот театар, во ноември, ако не се лажам, тоа би било најпаметно да се провери и онлайн, меѓутоа на 20 ноември ќе има реприза на представата Амадеус. Така, и за крај на нашиот разговор, што е она што го подготвувате? Може ли да откриеме која нова представа ја подготвува турскиот театар или се уште е рано? Не е рано, можам да открием. Тоа е представа од Гоголј, се вика Женидба, меѓутоа ќе биде по мотиви на текстот. Текстот го работи Вангелова, драматург наш, и режисер ќе биде Кренаре Невзати. Се надеваме дека кон средината на ноември ќе ја имаме нашата премиера. Јеткин, ви благодарам што утрово бевте дел од јавниот сервис, од утринската програма. Ви посакуваме уште многу успешни представи, а ние секако ќе ги следиме представите на турскиот театар во Скопје. Ви благодарам многу. Разговаравме со младиот актер Јеткин Сезаир од турскиот театар од Скопје, кој ја има улогата на Моцарт во најновата представа Амадеус на турскиот театар од Скопје.